Добро утро и голем благослов за сите вас. Добро дојдовте на Унагунтарот страницата. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за сите ваши емоции, за сите ваши пораки, за сите ваши несебични лајкувања и коментари што ги оставате на мојата страница и на мојот YouTube канал. Денешната порака ќе биде канализирана за сите вас, како и секогаш кое што ќе доведе до една енергија која што ќе биде или прифатлива за сите вас, или пак за некој од вас кој што треба да послуша. Оваа порака е колективна и нема да резонира со сите вас, затоа бидете спремни и земете и прифатете сето она што ќе ги даде тарот картите, оваа порака како енергетска денеска во овој убав ден. Улогите секогаш можат да бидат заменети и секогаш може да биде во енергија да бидете и да превземете онака како вам ви резонира, енергија која што ќе треба да ја послушате оваа порака. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ни кажат. Да видиме каква порака ќе треба да добиеме за случка која што можеби е веќе случена, можеби ќе се случи, а може и се случува во сегашно време, сега и во ова време. Само да покријам, да не се банира. Денешната порака од тарот картите е да некој ќе патува во светот, негдека каде што ќе треба да се исполни и да даде одговор во енергија или некоја работна енергија, или пак некој од вас очекува позив или пак пристигнување на персона која што е на дистанца од вас, а таја има емоционална енергија и е во енергија да некој очекува материјални средства кои што ќе треба да бидат во ваша корист. За други пак од вас, вие ќе бидете во енергија да превземете една огромна суштинска материјална заработка која што ќе биде негдека во светот и таа ќе води до енергија да ваша работна енергија која што е на дистанца или пак негдека на подалеку преку океански води, каде што и ќе имате добра заработка. За други пак од вас ќе значи дека некој ќе постигне огромен успех преку контакти во страни земји, каде што ќе има и добра финансиска заработка. Ќе плови како рибите што пловат во водите, енергија која што презема go with the flow, значи ќе пловиме и ќе бидеме во енергија да очекуваме резултат од сработената работна енергија. За други пак од вас ќе значи дека очекувате материјална добит од странска фирма или пак некоја персона која што е оддалечена од вас или пак е во странство. Ајде да видиме зашто токму оваа порака денеска и да опишеме оваа персона која што
очекува материјални средства негдека од светот, или пак да опишеме оваа персона и да видиме што сака да ни порача во ова исчитување од тарот картите. Добивте картата 3 пентакли, 6 пентакли, 3 купови, паш на куповите, и енергија витезот на куповите. Оваа персона е ваш долгогодишен соработник. Вие со оваа персона соработувате преку комуникација во странство. Оваа персона е во странски земји, каде што и добро заработува. Има огромна функција која што носи правични и енергетски одлуки. Оваа персона реципрочно дава и прима и материјални вредности, но и емотивни. Радувајте се затоа што во наредниот период оваа персона ќе ви приреди една огромна забава и радост во ваши емоции и емотивна стабилност. Енергија која што за некој од вас ќе значи дека и овој ваш брачен или пак љубовен партнер кој што е во странство и заработува, но и мисли на вас, сака да ве материјално обезбеди и сака да бидете во енергија, да не бидете во тага и во незнаење, да не бидете во нематеријална вредност, во неемотивна вредност, туку напротив, тој ќе превземе една огромна акција кон вас. Пажот на куповите и енергија на витезот на куповите се две компаративни енергии кои носат од емотивна причина да овој партнер или пак партнерка, мажи, вие превземете во ваш род, затоа што јас сум жена и читам во мој род, ги читувам енергиите во мој род, да оваа персона превземе една огромна акција која што ќе вели доаѓа за да ви понуди емотивна, стабилна, материјална сигурност во изразување од неговото срце и од неговиот разум. Енергија која што може би за некој од вас и ќе бидат во преселување. Енергија каде што заедно ќе ги градите нештата на материјална и емотивна стабилност. Енергија каде што има уплив и на други персони кои што ќе ве поддржуваат во вашиот сегментен, материјален, работен и љубовен енергетски стил. Енергија каде што ќе бидете доследни да превземете една одговорност која што и секогаш загрижени за околу овој партнер или пак вашиот партнер е загрижен за вас и вашиот сегментен живот. Партнер кој што е на дистанца може да значи дека и ваш деловен партнер кој што ќе ви приреди една огромна енергија на радост и задоволство, каде што и ќе се одважи и ќе дојде да ви понуди енергија која што ќе вели
да прифатите одлука која што може да води во странска земја, каде што ќе заработувате добро и ќе бидете материјално работно многу стабилни, но сето тоа ќе го работите со љубов. Ќе бидете стрекни и исполнети околу вашата енергија, работна енергија со вашите соработници и енергија со ваши пријатели кои што се надалечина. Асот на пентаклите, добивате ексклузивна понуда за работа во странство и пловувате во едни мирни води, каде што и суштински вашата стрекна енергија е во вашиот сегментен живот и е напред пред вас енергија која што води во мирни и чисти води, да нема узбуркувања, доколку имало во претходниот период, материјално ќе бидете ослободени и ќе бидете стабилни, како на материјално поле, така и на љубовно енергетско поле. Вашиот живот комплетно се променува од моментот кога ќе стигне оваа понуда за вас, а ова ќе биде и работна понуда. Токму така, немојте да се давате премногу и немојте да ги гледате работите наопачки, затоа што оваа енергија тера само во амбис, енергија која што мора да се ослободите. Некој од вас мора да се ослободи од оваа енергија, дека нема да успеете, дека нема да стигнат парични средства, дека нема да заминете во странство или пак дека некој важна битна персона нема да стигне до вас или пак нема да се одважи. Напротив, тарот картите ви даваат енергија и ви потврдуваат доаѓање на оваа персона. За некој од вас ке значи дека конкурира во светски рамки за некоја енергија работна, кариерна и дека не може да се одважи затоа што вашиот енергетски мозочен сквер не ги прифаќа нештата дека може да се случат. И токму тоа ќе се случи, кое што вие и најмалку нема да очекувате. Немојте да бидете во енергија на завртен човек, затоа што доколку сте се дале на оваа работа, на склучување на материјална, енергетска стабилност, негдека во некоја компанија која што е во странство, енергија која што буди многу возбуда, но има добра компетиција. Токму вас и вашето знаење, вашата енергетика ќе биде одбрана да се одважи. Може би ќе имате и препреки на патот од ваши најблиски, пријатели, познаници, кои што ќе ви советуваат да не одите и не тргате понатаму, но обратниот човек и деветте штапови се енергија која што може да ве успори, но нема ни да ве застане, затоа што деветте штапови дава енергија на преминување на некој сегментен стигматизам во вашиот деловен живот, значи енергетски работен живот, каде што и ќе се искачите на онаа листвица каде што и сте тргнале, а тоа е или да очекувате материјална добит од некоја важна ваша персона, која што ќе биде во енергија да ви помогне, да ве заштити, да ве подкрепи, да ви даде стабилност, или пак конкурирате во некоја страна земја, во некоја страна корпорација, каде што и вели дека има огромни
огромна конкуренција, но токму вашата енергија ќе биде одбрана затоа што добро ќе бидете одважени. Енергија Justice и енергија Божанска правда и енергија Сонце. Две енергии кои кажуваат на битни и важни промени во вашиот сегментен, животоспособен, работно способен енергетски кор, каде што оваа енергија е вложена со емотивност и сте се буквално оддале за да добиете назад. За некој од вас ќе значи дека Божанската правда ќе пристигне токму на време и ќе ви го осветли сонцето. Енергија која што дава виталност, енергија на прифаќање на она што не е достижно за вас во вашиот рационален дел, сега ќе биде достижно и ќе превземе енергија да вие бидете одбрани негдека во светот, каде што и ќе треба да се докажете пред светската јавност дека можете и дека сте успеале во некое остварување на вашите енергетско работни способности, енергија која што дали важи за вас или пак за персона спроти вас, не е битно, битно е дека вие ќе ги имате материјалните и емотивните вредности во ова изнесување на денешната порака од тарот картите. Ајде да видиме и совет за вас. Се надевам дека ќе се пронајдете во ова исчитување од тарот картите. Битно дека материјална стабилност или пак пари ви стигаат, ви доаѓаат на сметка, трнати се кон вас и ќе бидете стрекни и весели, радосни, дури и повеќе од очекуваниот прилив. Исполнување на секоја желба, витална енергија, сонце која дава просперитет, радост, емотивност и закрила од сонцето. Ајде да видиме. Причекајте. Енергија која што увидете ги вашите способности и направете добар план. Тие што сакаат да ве спречат, ќе ги видите на дело. Енергија која што и не треба да верувате повеќе во нив. Да направите едно исчистување каде што ќе трнете во сегмент странство, странска земја, ваша енергија. Слушајте го, слушајте вашата интуиција. Токму така. Вие не ја послушувате вашата интуиција, но интуитивно ќе препознаете дека нешто добро и доаѓа во вашиот сегментен дел, сегментен живот, каде што и ќе се искачите на еден врховен пиедестал во вашата работно способно емоционална енергија. Изобилство. Енергија која што вели радувајте се, вие ќе бидете во енергија изобилство, ќе доживеете се она за кое што сте се и давале и за кој што сте се бореле да го постигнете како успех во вашата енергија. Доколку важи за вас оваа порака, доколку не, некој спроти вас ќе доживее една огромна енергија која што ќе ви пружи помош да бидете и вие во изобилство како и оваа персона која што е спроти вас, а која што е од огромно значење за вас и за вашиот сегментен, работен, материјален и емотивен
живот. Се гледаме во наредно видео. Јас ви посакувам многу среќа. Поздрав!